Добар ден, почитувани, започува уште една нова тема амбуланта. Сексуално преносливите болести во последните децени покажуваат големи промени во причинителите. Класичните сексуално преносливи болести, како што е гонорејата и сифилисот, се поретко застапени, за разлика од инфекциите предизвикани од бактерии и вируси, како што се хуман папилома вирусот и хламидијата, за кои што интензивно се зборува во последните години. За сето ова денеска ќе проговориме со гостинката која што е со мене во студиото на Телма, асистент доктор Весна Чибишева-Чаловска, гинеколог од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и од Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари. Добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Најпрвен да ви заблагодарам за поканата. Навистина ми е драго да учествуваме во вашата емисија, особено во тек на овие неколку денови, во кои што Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари ја обележува неделата на женското здравје. Она што е многу важно е да истакнеме дека сакавме да се насочиме кон паролата дека жената е носител на ово општество и секоја здрава жена продуцира здрава нација. Затоа овие неколку дена со различни типови на предавања, работилници, вака гостување по емисии во медиумите, сакаме да ги истакнеме сите значења на жената во денешното општество. Се насочуваме на неколку различни групи, бидејќи жените ги делиме нели во групи според годините и според тоа дали припаѓаат на адолесцентите, на жените во репродуктивна возраст, на жените во пери, предменопауза или менопауза. Ќе се насочиме на различни типови на проблеми, ќе ги издискутираме, ќе се обидеме на некој начин да ги доближиме до женската популација и многу различни нејасноти да ги објасниме. Она што ми е особено драго е што денеска со вас ќе разговараме на една тема која што за жал е се уште табу тема во нашето општество, за која што се уште многу малку се зборува, многу малку се знае и многу малку се прашува. Токму затоа одлучивме ова да биде темата за која што ќе разговараме во Телма амбуланта. Да. Велате дека младите се поизразени, односно имаат поголем ризик да заболат од сексуално преносливи болести. Зошто е тоа така? Тоа е апсолутно точно. Значи, сите релевантни здравствени здруженија кои што се занимаваат со гинекологија и акушерство прават истражувања на оваа тема. Значи, во возрастната група меѓу 15 и 24 години се мапираат 80% од сексуално преносливите инфекции. Значи, таа група на изразито млади лица се оние кои што ги носат најголем дел од сексуално преносливите инфекции, ги пренесуваат, ги шират, многу голем дел од нив не ни знаат дека ги имаат и заради тоа не ги ни третираат. Она што е важно за младите е дека тие во тој период од животот, нели со секојдневието, со сите работи кои што ги осознаваат, ги знаат, мислат дека имаат многу информации, меѓутоа за тие информации многу малку дочитуваат и прашуваат, па прават и многу пати грешки. Заради тие грешки, особено во првите неколку години од стапување во регуларни сексуални односи, стануваат извор на инфекцијата, на развивање, за жал и на болеста во сите неизини стадиуми и стануваат и преносители на инфекциите. Особено она што е тренд меѓу младите, е да не прашуваат, да не се тестираат, да не користат заштита и затоа најголемиот дел од инфекциите ги среќаваме токму во оваа возрастна група, односно меѓу изразито младата популација. Споменавте дека често не знаат дека се носители на некакви инфекција. Што значи тоа дека сексуално преносливите болести често не даваат никакви симптоми? Видете, сексуално преносливите инфекции се предизвикани од најразлични типови на предизвикувачи, микроорганизми кои што може да припаѓаат во групата на бактерии, на вируси, на паразити. И тоа се најразлични микроорганизми кои што најчесто се по својот начин на однесување многу различни, меѓутоа за жал симптоматологијата која што ја даваат се е многу доцна. Се смета дека околу 87% од младите лица кои што имаат некаква сексуално пренослива болест немаат апсолутно никаква симптоматологија. А и симптоматологијата кога ќе започне е најчесто неспецифична. Значи не придаваат многу голема важност на оние симптоми кои што им се јавуваат. Причинители различни даваат слична симптоматологија, па така ово останува со години нетретирано, му даваме можност да даде некои долготрајни последици, а што е многу поважно, му даваме можност и без никакво знаење
да се шири. Дали кондомот е доволна заштита за сексуално преносливите болести? 100% е? Вака, значи презервативите представуваат една механичка заштита која што покрај од несакана бременост во 98% од случаите штити од сексуално преносливите инфекции. До сега тоа е средството кое што најдобро штити од сексуално преносливи инфекции, меѓутоа мора да знаеме дека и за да го добиеме тој процент на заштита кој што презервативот како механички момент го дава, треба да знаеме и како треба да се отвори, како треба да се намести, како треба да се користи. Значи сите работи младите треба да ги знаат за да овие 98% им значат заштита од сексуално преносливи инфекции. Она што многу малку од нив го знаат е што голем дел од секретите кои што се разменуваат меѓу партнерите се инфективни, па дури и пред почетокот на самиот сексуален чин. Значи не представува самиот сексуален чин единствениот момент во кој што можеш да дојдеш во контакт со инфективен причинител во секретот од твојот партнер, туку и блиските интимни контакти, кои што по дефиниција не подразбираат сексуален однос, представуваат ризични моменти. Вчера прочитав еден интересен податок кој што беше објавен од Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари, која што гласи дека 20% од младите сметаат дека кондомот штити од несакана бременост, а не штити од сексуално преносливи инфекции. И 20% од младите сметаат дека ако пијат орална контрацепција, тоа ќе ги заштити од сексуално преносливи болести, што секако не е точно. Да. Е малку чудно што младите луѓе имаат волку малку информации точни поврзани со овој проблем. Значи вака, Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари учествуваше и се уште учествува во еден проект на мобилни гинеколошки амбуланти за кој што доста се зборуваше по медиумите и доста е испромовиран во поддршка на Министерството за здравство и УНФПА. Тие мобилни гинеколошки амбуланти се движаа во неколку подрачја од државата и првично во првиот месец се забележа дека меѓу жените кои што бараат гинеколошки преглед, многу мал процент се припадници баш на таа најризична возрастна група, односно многу малку се од младата популација по 25 години. Кога го забележавме тоа, решивме малку да го прошириме проектот, односно да го искористиме патувањето на тие мобилни гинеколошки амбуланти и во тие средини да организираме и мали на некој начин работилници, едукативни предавања во кои што таргет група ни беа младите меѓу 16 и 18 години и во неколку општински средни училишта организиравме мали презентации кои што се однесуваа на сексуално преносливите инфекции. Дел од нив беа и низ игра, да ги запознаеме младите со тоа што е важно и со тоа што треба да го знаат. Меѓутоа, секое предавање го започнувавме со краток прашалник. И токму овие податоци кои што ги споменавте се добиени од тие наши прашалници кои што ги собравме од тој мал, но сепак репрезентативен примерок за да видиме всушност нашите млади и покрај тоа што имаат голема достапност до интернет, до социјални медиуми, до најразлични извори на информации, они многу читаат, многу информации собираат, меѓутоа на крајот многу малку знаат. Тоа не се големи проценти, меѓутоа сепак не треба 20% од младите да сметаат дека оралната контрацепција штити од сексуално преносливи инфекции. Апсолутно. Сега ќе ги погледнеме најчестите инфекции, сексуално преносливи инфекции, кои што може да се јават, и тоа не само кај младите, воопшто може да се јават во сите возрастни групи. Тоа се инфекција со хламидија, тука можеме да го погледнеме телопот, HPV инфекцијата, генитален херпес, инфекции на матката вагинитис, ХИВ болест или СИДА, сифилис и гонореја. Ќе започнеме од почеток, докторке, од инфекцијата со хламидија. Велат дека голем дел од оние што се борат со неплодност всушност биле заразени со оваа бактерија. За каква бактерија станува збор? Така е, хламидијата значи е бактеријски причинител на сексуално пренослива инфекција. Она што е интересно за хламидијата е што таја постои кај многу голем процент од популацијата и постои недетектирана. Значи хламидијата е бактерија која што многу лесно се пренесува по сексуален пат, се добива преку инфицирани секрети и перзистира во телото долго време, додека да даде некаква симптоматологија, меѓутоа и во тоа долго време додека перзистира и не предизвикува никакви проблеми кај носителот, таа е апсолутно инфективна. Значи може да ги зарази сите ваши партнери со кои што сте дошле во контакт. Она што е интересно за хламидијата е дека минатата година таа беше прогласена
за најчестиот причинител на сексуално преносливи инфекции воопшто во женската популација, повторно со најголемо процентуално мапирање во возрастната група меѓу 15 и 24 години. Центарот за контрола и превенција на болести во Соединетите Американски држави е една релевантна институција која што се занимава со сексуално преносливите инфекции и секоја година дава годишни извештаи со процена на бројот на новопојавени инфекции, прави една многу убава паралелна статистика која што може да се споредува со претходните години, вади нови и доста употребливи протоколи како треба да се следат, да се диагностицираат болестите. Во однос на хламидијата, значи во 2020 година се детектирани околу 68 милиони на нови случаи на сексуално преносливи инфекции, од кои што околу 2,7 милиони припаѓаат на американското тло. Од тие 2,7 милиони, 1,7 припаѓаат на хламидијата. Значи, многу голем процент отпаѓа на заболените, односно носителите на инфекција токму со оваа бактерија. Така споминавте дека кај жените е многу често, но исто најдов податок дека воспалението на уретрата кај мажите со хламидија е најчеста полова болест исто и кај нив. Очигледно сето тоа спаѓа во овој голем процент што го споменавте. Во моментот кога хламидијата ќе даде симптоми, се манифестираат ли тие на различен начин кај мажите и кај жените? Видете вака, она што е важно прво да споменеме за хламидијата е тоа што младите и воопшто луѓето треба да знаат дека хламидијата треба да подлежи на годишни скрининзи. Значи, целата млада популација, барем тие до 25 години, треба да ги покриеме со годишно тестирање за хламидија, за да знаеме каде се, колкави се бројките и со што се соочуваме. Покрај кај женската популација, значи, оваа инфекција многу распространета кај машката популација, најчесто останува во долните делови од урогениталниот тракт, но неретко може да прогредира и во останатите делови, каде што повторно предизвикува проблеми кои што може да доведат до неплодност. Кај машката популација дава многу поспецифични симптоми, значи чувство на непријатност во гениталните органи, чувство на боцкање, чувство на непријатност при мокрење, значи дава симптоматологија која што за среќа голем процент од нив ги тера да се јават на лекари да побараат помош. Кај женската популација пак може многу подолго да перзистира пред да даде симптоматологија и ќе даде една неспецифична симптоматологија. Значи може да даде промена на слузницата на вулвата и на вагината, може да даде некаков неспецифичен секрет кој што најчесто жената не го препишува на инфекција на хламидија, може да даде чувство на чешање, на пецкање, кое што повторно ќе кажам, особено во нашата средина се препишува на многу други работи, а последно на некаква сексуално пренослива инфекција. Зошто кај трудниците редовно се прави скрининг, односно тест за потврдување или пак исклучување на присуството на оваа бактерија? Ова е многу важно, значи бремените жени мора да знаат дека во текот на нивните антенатални контроли големо внимание мора да обрнат и на најразличните типови на инфекции. Значи, од особена важност е редовното следење со микробиолошки брисеви, детектирање на било каков инфективен причинител и негово третирање. Затоа што хламидијата е толку честа и распространета, често ја среќаваме и кај популацијата на бремени жени, и тоа е бактерија која што може, но и не мора да даде промени во текот на бременоста, односно кај плодот кој што се развива, меѓутоа она што е многу важно за нејза е дека преку инфицираните родилни канали кај мајката, таа може во текот на самиот чин на породување директно да се пренесе на новороденото и во првите неколку денови после самото породување да даде најразлични типови на промени, онаму каде што прво дошла во контакт и најчесто дава промени на очите, најчесто дава промени на горниот дел од органите за дишење, иако во одреден дел од случаите може да прогредира и кон пониските делови на органите за дишење, за жал, кај некои од предвремено родените бебиња дури може да предизвика и генерализирана инфекција со сепса. А на каков начин се диагностицира? Со обичен бриз? Хламидијата се диагностицира многу лесно, со најобичен микробиолошки бриз, на еден преглед кој што е многу краток, комплетно безболен, а многу значаен. И откако ќе се постави диагнозата, доколку пациентот нема симптоми, се применува лекување? Видете вака, хламидијата мора да се лекува. Значи, таа е сексуално пренослива инфекција која што може да се третира
и во одреден процент од случаите комплетно да се излекува. Таа се третира за да ги спречиме последиците до кои што може да доведе. Конкретно кај женската популација хламидијата е инфективен причинител кој што во најголем процент од случаите е одговорен за појава на компликации од типот на пелвична инфламаторна болест, која што пелвична инфламаторна болест доведува до промена во тубите, односно во јајцеводите, кои што развиваат одредени промени со кои што се прилепуваат во околните органи, развиваат внатрешни промени со кои што стануваат непроодни, па голем дел од тие промени со текот на годините ја доведуваат жената до состојба во која што не може по природен пат да оствари бременост. Токму заради тоа секоја жена, особено помлада, кај која што ќе се детектира инфекција со хламидија, треба да се лекува. И она што е многу важно е дека хламидијата е болест која што перзистира кај обата партнери и таа мора истовремено и кај двајцата да се третира. Во периодот на третирање се советува абстиненција од сексуални односи. Многу е голем процентот на реинфекции кои што во тој период можат да се случат. Па тогаш ги советуваме и жените, и мажите во периодот додека ја примаат терапијата. Ако тоа е еднократна, барем 7 дена да се воздржат од сексуални односи, особено потенцираме незаштитени сексуални односи. А кај мажите хламидијата може да предизвика стерилитет, влие на сперматозоидите? Кај одреден процент, значи може да се придвижи кон повисоките делови на урогениталниот тракт, и со самото развивање на локален инфект поттикнува дополнителни други патофизиолошки процеси кои што го отежнуваат синтетизирањето на сперматозоидите, нивната подвижност, нивниот изглед и можат да доведат до сериозни промени во спермограмот кои што секако водат кон машки стерилитет. Обично колку време трае лекувањето? Лекувањето трае многу кратко, значи хламидијата се лекува со антибиотска терапија која што ја избираме индивидуално, значи зависно од лицето кое што го лекуваме, затоа што постојат најразлични типови, знаеме сите, на алергии кон антибиотиците, меѓутоа постојат протоколи во кои што имаме избор на поголем број на антибиотици кои што може да ги избираме. Хламидијата може да се лекува само и со еднодневен, со дводневен антибиотски третман, па и со 7-дневен антибиотски третман. Зависно од тоа кој ќе го одбереме, така ја советуваме и жената, односно мажот, како во тие денови на терапија или до следните контролни брисеви да они се однесуваат. А се случува инфекцијата потоа да се повтори? Се случува, да. Се случува. Значи проценато е некаде дека од 5 жени кај кои што сме детектирале хламидија, во следната година кај една од тие 5 жени инфекцијата повторно ќе се појави, односно ќе се појави реинфекција, која што може да е резултат на промена на сексуален партнер, меѓутоа може да е резултат и на реинфекција во истата полова заедница. Втората на листата од сексуално преносливи болести, ги го погледнеме уште еднаш телопот, се ХПВ инфекциите, односно инфекциите со хуман папилома вирусот. Исклучително се раширени овие инфекции, има голем број на ХПВ вируси. Колку ги има, колку се детектирани и кои се тие што се агресивни, всушност ќе создадат некакви промени на грлото на матката кај жената? Така, значи ХПВ-то или хуман папилома вирус е многу актуелен вирус. Тоа е исто така причинител на сексуално пренослива инфекција. Многу се зборува, многу се пишува на оваа тема, сепак се уште многу малку се знае. Хуманиот папилома вирус до денеска некаде околу 200 типови се генотипизирани. Она што е важно за него е дека според промените кои што може да ги предизвика, го делиме во две групи, на нискоризични и високоризични ХПВ типови. Она што е поважно за нас се тие високоризични ХПВ типови кои што до денеска ги има околу 14. Сите се обележуваат со различни бројки, имаат различна структура на геномот и имаат различен потенцијал за предизвикување на локални промени на гениталните органи и евентуално прогресија кон полоши болести, односно преканцерозни па и канцерозни лезии. Така, поврзани се дел од овие ХПВ вируси со карциномот на грлото на матката, но има и такви кои што создаваат кондиломи, односно брадавички. Да. На кој дел од гениталиите најчесто се забележуваат овие брадавички? Вака се, ХПВ инфекциите е важно да знаеме дека голем дел од нив се само лимитирачки.
Што тоа значи? Тоа Самите значи ќе се повлечат? Да, значи најголем дел од организмот ќе се избори. Да, најголем дел од популацијата која што е сексуално активна еднаш во својот живот ќе добие инфекција со одреден тип на хуман папилома вирус. За среќа најголем дел од нив се нискоризични, за среќа најголем дел се самоизлекувачки. Значи по одреден период, бидејќи се работи за вирус, нашиот имунолошки систем успева да се избори, односно да му дозволи на вирусот во клетката која што ја инфицирал комплетно да навлезе, односно да предизвика некакви промени во истата. За жал, дел од овие хуман папилома вируси можат да перзистираат, значи кај 10 жени кои што ќе се заразат со ХПВ, 9 може да се самоизлекуваат. Меѓутоа кај она една кај која што ќе остане да перзистира вирусот, тој може да даде сериозни промени. Преканцерозните лезии можат освен на грлото на матката да се јават и во други делови од гениталниот тракт, па дури и од долните делови од дигестивниот систем, значи да дадат преканцерозни лезии кои што многу лесно се детектираат и полесно се лекуваат, отколку инвазивните типови, значи кога веќе ќе прогредираат кон инвазивен карцином, особено на грлото на матката. А како да знаеме дали сме заразени од ХПВ вирус? Дали е доволно да се направи ПАП тест или пак треба да се изведе и типизација на вирусот? Она што го советуваат сите релевантни светски здравствени здруженија е да се работи ко тестирање, особено кај младата популација под 35 годишна возраст. Значи, ПАП тестовите секако треба да се прават, меѓутоа треба да бидат кај помладите здружени и со котестирање. Котестирањето подразбира правење на дополнителни брисеви за детекција на евентуална инфекција со ХПВ. Американските здруженија велат дека е доволно на 3 години да се прави ПАП тест, ако се прави изолирано, и доволно е на 5 години да се прави заедно со тест за ХПВ, односно така наречената популарна ХПВ типизација. Ова е поделено по возрастни групи. Меѓу 21 и 24 години не се советува се уште овој тип на скрининг, веќе на 24 години советуваме котестирање, значи дополнително со ХПВ типизација, и ги тестираме сите жени некаде до 65 годишна возраст, после која што возраст скринингот може и да се стопира комплетно, ако зборуваме за пациентка која што претходно немала никакви промени во овој дел од телото, односно не лекувала никакви лезии во кои што се поврзани со ХПВ инфекција. Како да се заштитиме од ХПВ вирусот? Дали е доволен презервативот? Секако, значи одговорното сексуално однесување и користење на механичка заштита при сексуални односи е единствениот начин со кој што можеме да се заштитиме од сите сексуално преносливи инфекции, вклучувајќи ги тука и вирусните причинители, а ХПВ-то меѓутоа како најчест вирусен причинител на сексуално преносливите инфекции. И тоа е всушност и главната порака која што ние сакаме до младите да ја упатиме, а тоа е што е можно помасовно користење на заштита, за да можеме да бидеме сигурни дека нема да ги добиеме овие сексуално преносливи инфекции, бидејќи дел од нив навистина представуваат животозагрозувачки. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш продолжуваме со денешната телна амбуланта. Со асистент доктор Весна Чибишева-Чаолска, гинеколог од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, денеска зборуваме за сексуално преносливите болести. Доктор, ке ни појаснивте многу работи за хламидијата и ХПВ инфекциите. Продолжуваме понатаму. Следното на листа за појаснување ни е гениталниот херпес. Кога зборуваме за генитален херпес, дали е тоа истата инфекција што се јавува на устата, или оние ранички што се јавува, дали е тоа истото што се јавува и на гениталните органи? Гениталниот херпес всушност представува инфекција предизвикана од херпес симплекс вирусот. Херпес симплекс вирусот се дели во две групи: херпес симплекс вирус тип 1 и тип 2. Она што е познато и може низ литературата да се најде дека тип 1 најчесто се лоцира во регијата околу устната и устната празнина, а тип 2 се лоцира во гениталната регија. Она што е обично мит е дека луѓето мислат дека оној предизвикувач на устниот херпес не може да се пренесе на гениталните органи, што е грешно. Значи, херпес симплекс вирусот и тип 1 и тип 2 може да се генотипизираат во примероци од гениталната регија, што значи двата типа на вируси може да предизвикаат генитални промени.
Какви промени предизвикуваат? Болни ли се? Ова е вирусна создават ли инфекција? јадеж? Да, ова е вирусна инфекција која што долго време може да перзистира без да даде никаква кожна промена. Може да почне како неспецифична вирусна инфекција, како еден тип на настинка, значи да имаме малаксаност, болки по зглобовите, по мускулите, некоја неспецифична температура, отечени лимфни јазли, и да почне на тој начин, каде што па воопшто не би помислила дека се работи за генитален херпес, меѓутоа кај дел од луѓето по одреден временски период некаде во гениталната регија може да даде промени, кои што кожни промени обично почнуваат како ранички, кои што имаат едни специфични малечки меурчиња, кои што се изразито инфективни, бидејќи се полни со копии од херпес вирусот. Кога се лицата заразни од оние кои што веќе се инфицирани со вирусот на херпес? Дали само кога ги имаат овие лези на гениталиите или пак воопшто се тие носители на овој вирус? Херпес симплекс вирусот е инфекција која што може да се третира, меѓутоа не може да се излекува. Значи, таа може да се појавува во бранови и таа кожна промена да ја имаме, да се изгуби, меѓутоа и повторно да се појави. Најчесто при пат на имунитетот, бидејќи се работи за вирусен причинител кој што е тесно поврзан со имунолошкиот одговор. Лицата кои што имаат херпес симплекс вирусна инфекција ја носат со себе доживотно. Меѓутоа, најзаразни и најризични за околината, односно за партнерите, се во моментот кога избиваат кожните промени. Контактот со кожните промени, односно со секретот кој што произлегува од тие мали кожни промени, е најинфективен, односно најзаразен. Што значи лицето со видлива кожна промена, која што наликува на генитален херпес, е најинфективно во тие неколку денови додека таа кожна промена постои. И каква терапија се дава? Тоа се антивирусни лекови кои што можат да се даваат со цел во моментот да ја сузбиеме вирусната инфекција, да ја намалиме можноста за трансфер на инфекцијата, да ја намалиме моќта на вирусот да се реплицира во човековото тело и да ја намалиме симптоматологијата која што ја чувствува индивидуата, затоа што тие мали промени пред да избијат на кожата даваат многу болни сензации, откако ќе избијат може да дадат чувство и на локална болка, и на пецкање, и на континуирано изразито чешање. И оваа терапија која што се дава, на крајот ги сузбива овие непријатни симптоми. Меѓутоа мора да знаеме дека се третира, но комплетно не може да го излекува вирусот. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Од овој момент, почитувани, емисијата ќе биде контактна. Добре дојдени се вашите прашања на темата на која што говориме. А сега ќе го погледнеме уште еднаш оној телоп за сексуално преносливи болести, да видиме што ни е на ред за појаснување. Би требало да се инфекции на матката. Што се може да предизвика инфекција на матката? Дали се тоа секогаш бактерии или пак може дури габички тоа да го направат? Видете вака, женскиот генитален тракт е систем на поврзани садови. Значи никогаш органите еден со друг не одат посебно. Значи тие се каналикуларно поврзани, значи сите имаат контакт еден со друг и било каков инфективен причинител кој што ќе дојде, ќе се всели во вагината и ќе предизвика некаква промена, односно веќе дефинирана инфекција, може да патува асцендентно, велиме ние, односно нагоре према другите органи, па да ја зафати комплетно вагината, цервиксот, односно грлото на матката, да се прошири кон внатрешноста, односно шуплината на матката, од тука преку отворите да се прошири кон јајцеводите, од јајцеводите кои што се директно отворени кон карличната празнина, да се прошири кон останатите внатрешни органи. Значи и кандидата која што е всушност габична инфекција, па и сите други инфективни причинители, без разлика дали се бактерии или вируси, можат да перзистираат во било кој дел од гениталниот тракт на жената, вклучувајќи тука матката. Единствената разлика е што кога дел од инфекциите ќе ја зафатат матката, односно незината шуплина, изгледаат малку посериозно и бараат малку посериозна клиничка обработка, односно клинички третман. Имаме гледач, ќе му дадеме предност и ќе го вклучиме во програма. Добар ден за него. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Да. Ваша редовна гледачка. Така, ви благодарам што не следите редовно. Повелете што би сакале денеска да прашате. Да, до докторката е на прашање. Така? Јас правам редовни контроли, ама нешто сум пропуштила.
На пабовите често ми се јавува кандидата и по случаен пристап еве 2-3 години матичната не ми кажувала дека јас имам некој оток во позадина на јајникот. На последниот преглед се појави озбилен оток на јајникот. А на пабовите често или имав или немав кандида. А КПВ-то поретко го правев. Кога ќе побарав матичата викаше не мора вика да го правиш. И сега Така, докторке, некој прашање да немате? Прилика возраста Да, само? Која возраста само? На која возраста? 52 години. Колку и сега 52. 52 или 42, не ве разбрав? 52. 52 години. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Вака, значи, со оглед на тоа што пациентката говори за редовни ПАП тестови на кои што била детектирана некаква промена, јас би ја повикала да се обрати кај нејзиниот матичен гинеколог кој што ќе ги разгледа резултатите од барем 3 последователни ПАП тестови, ќе ја упати на дополнителни микробиолошки анализи за да се види точно дали се работи само за тој габечен причинител, односно кандида, или дополнително перзистира уште некој инфект кој што најверојатно ја дава таа симптоматологија и да се ординира соодветната терапија. Дополнително за промените кои што ги кажа гледачката, лоцирани некаде околу јајникот, колку што ја разбрав јас, значи за тоа треба дополнителна, значи ултразвучна, односно еходиагностика. Вака не може точно да се знае за каква промена може заради возраста да се работи за многу најразлични типови на промени, па затоа би ја повикала да се обрати кај нејзиниот матичен гинеколог и за соодветен ехо, односно ултразвучен преглед на кој што убаво ќе се проценат, односно видат јајниците и ќе се детектираат евентуално некакви промени. Секако дека стоиме на располагање ние, односно нашите гинеколошки амбуланти на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство за расчистување на било каква дилема која што ја има гледачката околу нејзината состојба. Кога зборуваме за сексуално преносливи инфекции на матката, кои бактерии најчесто ги изолирате? Сексуално преносливите инфекции на матката, како што веќе кажав, се тесно поврзани со оние во подолниот дел на гениталниот тракт и оние кои што многу лесно прогредираат кон горе, и тука најчесто се изолираат хламидијата и гонорејата. Неретко се изолираат, значи, и трихомонијазата, меѓутоа повеќе од вагиналните примероци, значи таа нема голема тенденција да се движи кон останатите делови, додека пак хламидијата и гонорејата се многу чест предизвикувач на дополнителни компликации, односно со нивното движење кон матката, преку јајцеводите и надвор од матката, едни од главните причинители на пелвичната инфламаторна болест. Пред да преминеме на овие две инфекции, би сакала да ве прашам за кандидата. Дали таа сексуално пренослива болест или пак се развива како резултат на пад на имунитетот, пиење антибиотска терапија и слично? Да. Кандидата, или попозната како кандида албиканс меѓу нас, значи представува габа, која што габа е коменсален жител на нашиот организам. Значи може да се најде на нашата кожа, може да се најде во слузокожата на одредени органски системи и таа живее тука, меѓутоа не се множи и не дава никакви проблеми, се додека нормалната микрофлора е во нормална рамнотежа, односно нормален баланс. Значи имаме добри и лоши жители на нашите органи, односно вклучително и на слузницата и на кожата, и кога од најразлични типови на причинители таа рамнотежа се нарушува, почнуваат дел од нив дополнително да се множат и да даваат проблеми. Да, кандидата која што постои во акутна форма може да се пренесе меѓу партнерите, меѓутоа не се дефинира како сексуално пренослива инфекција со оглед на тоа што и при пад на имунитет и при користење на потесна долна облека, на одредени детергенти, па дури на одреден тип на храна може да се фаворизира нејзиното размножување. Ги споменавте сифилисот и гонорејата. Так. Се смета дека овие инфекции повеќе не се застапени како порано, и дека многу се поизразени инфекциите со предизвикувачите кои што предмалку ги набројавме. Но сепак бројот на заразени и не е така мал. Така е, значи сифилисот и гонорејата одбележале една, да речам, многу одамна една историска ера обележана во здравството, кога постоеле многу, кога многу се ширеле и кога се уште не се знаело како да се третираат, па бројките стигнувале огромни, милионски бројки.
Некаде околу периодот меѓу 2000 и 2005 година се бележи како еден стабилен период на нивно, да речам, бројчена застапеност од година во година многу слично. Според последниот извештај на Центарот за контрола и превенција на болестите од Америка, направена една пресечна анализа на последните 20 години, значи меѓу 2000 и 2020 година, и тоа се застрашувачки податоци кои што се објавени, односно според нивните последни податоци, сифилисот во тој период на 2 декади бележи околу 315% зголемување во бројот на нови случаи, гонорејата некаде околу 75% зголемување, и кога веќе зборуваме за зголемување на бројките, хламидијата за која што веќе говоревме, исто така бележи околу 120% зголемување. Она што е значајно за нас е дека има некаде околу 170% зголемување и на случаите на конгенитален, односно вроден сифилис. Значи тоа се болести кои што ние ги знаеме како веќе непостоечки, како искоренети, никој не размислува за нив реално. Најчесто да, меѓутоа тие се и такако присутни. Треба да размислуваме на нив, и кога имаме некаква неспецифична симптоматологија, треба да ги бараме тестовите кои што и овие болести ги детектираат. А какви симптоми даваат? Тоа се симптоми различни, значи мора посебно да говориме за гонорејата, посебно за сифилисот. Гонорејата и незиниот предизвикувач Несерија гонореја даваат симптоми кои што се многу слични на останатите сексуално преносливи, особено на хламидијата. Значи повторно е тој дискомфорт, повторно некое чувство на боцкање, на мала болка, на чешање, на некаква промена во секретите. Меѓутоа, она што е значајно за гонорејата е дека треба да се посомневаме дека постои, за да можеме на нашите колеги микробиолози точно да им назначиме со тој еден бриз кој што ќе го испратиме, точно што сакаме да побараат, односно што сакаме да најдат, ако се сомневаме дека веќе постои. Така што гонорејата е многу слична со хламидијата по симптоматологијата, и она што е важно е да знаеме дека голем дел од лицата кои што имаат хламидија имаат и гонореја. Сексуално преносливите инфекции, тоа им е една мана дека многу пати одат здружено. И тоа не само како во овој случај бактерија со бактерија, туку многу пати одат здружено бактериски и вирусен причинител. Сифилисот е малце покомплицирана промена, значи првично тој се дели во 3 стадиуми, зависно од тоа колку перзистира овој микроорганизам во нашето тело, а може да перзистира со години, може да се појави во 3 стадиуми: примарен, секундарен и терциерен. Примарниот стадиум е оној кој што треба на време да го детектираме за да може да ги третираме пациентите, и примарниот стадиум е главно лоциран на гениталните органи, се јавува како кожна промена која што е неспецифична, не наликува на останатите и која што се препознава, додека пак ако ова остане незабележано, сифилисот се движи кон неговиот секундарен, односно терциерен стадиум, и веќе во терциерниот стадиум зафаќа многу органски системи и може да даде сериозни проблеми кои што неретко во минатото завршувале со смртни исходи, што е жално да е така, заради тоа што сифилисот е болест која што многу лесно се третира со еден од најдостапните антибиотици, а тоа се пеницилинските препарати. Се уште имаат ефект пеницилинските препарати на ова инфекција? Значи, сифилисот го предизвикува на тоа дека се развива резистентност на бактериите. Тоа што е интересно за резистентноста повеќе се однесува на гонорејата отколку на сифилисот. Сифилисот, предизвикувачот на сифилисот, односно трепанема палидум, нема толку можност да развива антибиотска резистенција, па дури и протоколите на високодозажни пеницилински препарати кои што се наменети за третирање на сифилис се уште доста ефективни. За разлика од тоа, гонорејата која што бележи и такаков пораст во изминатите неколку години, е бактерија која што има тенденција да развива голема резистенција кон антибиотиците, и веќе во последните неколку години доста се менува во протоколите во однос на тоа како примарно да се третира кога ќе се открие, затоа што на голем дел од традиционално употребуваните антибиотски режими веќе не реагира. Да го погледнеме и уште еднаш телопот за денеска, ќе продискутираме и за инфекции со ХИВ или пак за болеста СИДА. Колку време некој треба да биде инфициран со ХИВ за да ја развие болеста СИДА или ЕИДС? Да, значи вирусот на хуман имун дефицит или ХИВ попознат, значи представува сексуално пренослива инфекција.
Тој е вирусен причинител кој што може да перзистира долго време во телото и да не даде никаква симптоматологија. Најчесто започнува како неспецифична настинка, која што по неколку години, зависно од имунолошкиот систем на човекот, ја развива генерализираната болест на имун дефицит, позната како СИДА. Значи, тој може долго време да перзистира во телото, во некој од тие првични неколку месеци да не може ни да се детектира со одредена група на тестови, а веќе да ја развива во телото на човекот болеста на имун дефицит, директно ги напаѓа белите крвни клетки и со текот на времето станува генерализирана болест, односно се лоцира во голем дел од внатрешните органи. Болест е смртоносна, но има ли и денеска лекови кои што ја ставаат под контрола? Многу истражувања има на оваа тема, за среќа има многу напредок во терапијата насочена против ХИВ. Антиретровирусната терапија, така се нарекува таа терапија која што се дава против ХИВ инфекцијата, во последните години веќе во протоколи, во комбинации кои што се многу ефикасни, комплетно болеста се става под контрола, значи се редуцира симптоматологијата, се намалува бројот на вирусни копии кои што тој ги прави во крвта на инфицираната индивидуа, покрај тоа што ја намалува тежината на болеста кај инфицираниот и му овозможува нормално да живее, му овозможува и нормално сексуално општење заради тоа што во одреден број, кога ќе паднат вирусните копии во крвта, таа индивидуа воопшто не е ни веќе заразна. Тоа е многу позитивно заради тоа што последните неколку години се бележи драматично подобрување на квалитетот на живот на овие пациенти. Каков е процентот на лица заразени со ХИВ во светот? Расте, се намалува, стагнира? Тенденцијата за жал е на пораст во бројот на ХИВ инфицирани лица и во бројот на лица детектирани со комплетно развиена болест, односно СИДА. Дали кондомот е 100% заштита за како и за сите други сексуално преносливи инфекции, значи така и за оваа, кондомот представува една доста ефикасна механичка заштита, меѓутоа дополнително зависна од многу околности во кои што се користи, особено зависна од тоа колку правилно се користи. Инаку како механичка заштита е доста ефикасна, значи некаде околу 98%, затоа што вирусот всушност доаѓа во инфицираните човечки секрети. Можеме да заклучиме дека превенцијата е клучна, може да се спрешат на вистина многу сексуално преносливи болести доколку се внимава и доколку сме добро информирани. Конкретно за ХПВ вирусите постои вакцина. Така е. Дали советувате да се прими? Апсолутно, значи сите релевантни здруженија сметаат дека првично во борбата со цервикалниот карцином и во борбата со ХПВ инфекцијата треба да бидеме насочени кон примарна превенција на инфекција, тоа е вакцинацијата. Значи постои ефикасна вакцина која што ги покрива високоризичните типови на ХПВ и во земјите кои што веќе ова го спроведуваат доста организирано и доста масовно, имаат одлична покриеност процентуална на вакцинирано население, објавуваат трудови во кои што се доста охрабрувачки резултатите во однос на ефикасноста на вакцината против ХПВ. Брачните и партнерите воопшто, не мора да се брачни парови, партнерите кои што се соочуваат со стерилитет, ги советувате да направат испитувања за хламидија? Апсолутно, најголем дел значи од брачните парови кои што се соочуваат со стерилитет се подвргнуваат на многу голем број на сериозни медицински процедури за да се лоцира причинителот, кој што во голем дел од случаите воопшто не се ни лоцира. Значи, зошто се работи за инфертилитет, односно стерилитет, односно зошто жената по одреден временски период не може да оствари бременост по природен пат. Она што е многу важно е дека хламидијата е причинител на голем дел на промени во гениталните органи кои што доведуваат до инфертилитет и токму заради тоа советуваме тестирање за хламидија, особено кај помладите жени барем еднаш годишно микробиолошки брисеви за детектирање на евентуално носителство на хламидија. Сексуално преносливите болести треба да се сватат сериозно. И кога советувате да се јават лицата на гинеколошки преглед, при кои симптоми? Што е она што веднаш треба да ги алармира за да се посомневаат на некоја генитална инфекција? Младата популација, вклучително тука секако и постарата популација, секогаш треба да мисли на превенцијата. Значи не треба да мисли на лекување.
Превенцијата подразбира регуларно и редовно тестирање за да можеме инфекцијата навреме да ја детектираме и да ја третираме, да не дозволиме да ги направи сите оние промени кои што има тенденција да ги прави. Заради тоа јас би советувала, особено кај помладата популација, барем еднаш годишно да се прават редовни микробиолошки брисеви за детектирање или пак исклучување на носителство на некаква сексуално пренослива инфекција. Младите мора да се поотворени со своето семејство, со својот партнер, со својот матичен лекар или матичен гинеколог, да разговараат отворено на оваа тема, за да може да биде успешна превенцијата, па и раното лекување и третирање. Центарот за превенција и контрола на болестите месец април секогаш го обележува како месец за подигнување на свесност околу сексуално преносливите инфекции. Потенцира всушност колку се присутни, се повеќе им расте процентот на застапеност, а пак од другата страна колку имаме многу можности да ги превенираме и да ги третираме. Заради тоа последнава година го обележаа со една многу интересна парола: Talk, Test, Treat. Значи зборувајте, тестирајте се, третирајте се. Значи зборувајте постојано, бидете отворени со вашиот партнер, со вашето семејство, со вашиот матичен лекар или матичен гинеколог околу сексуалните контакти, околу ризиците во кои што влегувате, тестирајте се редовно. Значи воопшто не е срамно со вашиот партнер и заеднички да отидете на тестирање, заради тоа што тоа е клучно за вашите понатамошни односи, односно за вашето здравје. Исто така третирање. Колку порано се детектира, толку поуспешно може да се третира и да се спречат последиците, со кои што кога ќе се соочат младите всушност стануваат свесни колку овие инфекции се важни и колку требало на време за истите да бидат свесни, односно да ги побараат кај себе. Така, бидејќи последиците може да бидат трајни, како што ни објаснивте во денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам за вашето гостување во емисијата и за сите детални појаснувања. Ви благодарим уште еднаш на поканата, стоиме отворени за соработка во секое време. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма Амбуланта. Зборувавме за сексуално преносливите болести. Внимавајте на своето здравје, клучна е превенцијата. До гледање.